Во студио на Нова денеска тема е етика во новинарството, а мој гостин е Катерина Синадиновска, председател на Советот за етика, кој неодамна беше формиран, нецелосно, и вие сте вчера избрани за прв председател на ова тело. Доаѓа некако во еден момент кога баш етиката во новинарството е многу актуелна со последниот случај околу тендерите со Министерството на здравство и на во клиничкиот центар. Прво ме интересира вашата оценка за тоа што се случува со етиката во новинарството во Македонија сега. Вака, значи прво да разјаснам некои работи дека овој совет за етика е формиран затоа што многумина не знаат, значи ниту која е поентата, ниту која е целта на неговото формирање, ниту со што точно тој совет ќе се занимава во иднина. Значи овој совет е формиран по примерот на сите држави и од регионот и од Европа и од светот кои што се демократи, ќе се занимава со оценка на почитувањето на професионалните стандарди во новинарство во сите медиуми, печатените, електронските и интернет порталите, затоа што интернет новинарството нели има експанзија во последно време. Значи нашиот совет ќе се занимава и ќе одлучува по претставки на граѓани, на политичари, на новинари, на сите граѓани кои што ќе сметаат дека даден медиум во даден свој текст или прилог на некој начин ги прекршил професионалните стандарди и етиката. Да, во една хипотетичка ситуација, може би е добра прилика да објасните кои се процедурите по кои ќе функционира ова тело. Кога, например, во случајов би добиле преставка, сигурно би ја добиле овие денови за околу скршењето на етичките стандарди во конкретниот случај што го споменавте. Вака, значи ние околу конкретен случај, ниту околу овој, ниту околу било кој конкретен случај, не можам да ви кажам затоа што ние се уште телото не е дооформено. Прв орган кој што ќе постапува по таа претставка е комисијата за жалби, која што нажалост уште не е формирана. Значи ние ме викнавте да ви гостувам во период кога телото се уште ги добива своите органи, своите конститутивни елементи. Јас сум председателка секако. Која е процедурата? Еве сега граѓанин поднесува пријава дека во овој случај во понеделник треба да се формира да се формира. Ќе се распиша конкурс кој што ќе трае 14 дена за формирање на таа жалбена комисија. Во таа жалбена комисија ќе учествуваат двајца новинари, двајца представници на сопствениците на медиумите и тројца граѓани од јавноста кои што се истакнати во дадени области, адвокати, политичари, не политичари, никако политичари, адвокати, професори, сакам да кажам, значи луѓе кои што веќе сте во својата област еминентни. Сега, таа комисија ќе брои 7 члена. Таа комисија е првиот орган кој што ќе постапува по дадена претставка. Таа комисија, доколку одлучи дека таа претставка држи вода или не, ја префрла кај нас како управен одбор. Ние управниот одбор сме исто така составени на 7 члена. На која основа таа комисија одлучува, консензус или со консензус? Со тоа што ја префрла потоа кај нас како управен одбор, секој има право да си поднесе претставка, значи и ние како членови на управниот одбор или имаме и надзорен одбор, на надзорниот одбор. И доаѓа кај вас и вие разгледувате? И ние разгледуваме, утврдуваме дали е по прекршен некој кодекс, некој новинарски стандард, кој што е воспоставен секаде во светот. И во таа комисија првичната, кој е првичен филтер, и во управниот одбор, членуваат представници од различни медиуми. Така, со различна димензија. Како ја гарантира Советот за етика кредибилноста на одлуката која ќе ја донесе? Токму затоа што учествуваат членови, значи тука интерес за да членуваат во ова тело пројавија голем број на медиуми. Од сите, прво и од печатените, и од електронските, и од интернет порталите, а при тоа и од со различна уредувачка политика. Значи, од тој аспект, ние кога ќе седнеме, ќе имаме полна кредибилитет, да кажам, да разгледуваме одредена представка, без да кажеме дека е селективно и дека во ова тело учествуваат само вакви или само такви медиуми. Ево оваа хипотетичка ситуација. Значи не можам да ти зборувам за хипотетички ситуации на недобиена представка. Не интересира. Извини, ова нема временски рок. Кога ќе се формира ова тело, Борјан Јовановски може слободно да поднесе представка за дадениот случај направен предпоставам дека уште ќе биде актуелен, зашто гледаме дека скандалов зема се поголем замах. Имате уредници кои учествуваат во тоа тело,
низ чии колегиум се одлучува како ќе изгледаат нивните информативни изданија и гледаме некои информативни изданија на медиуми од кои имате представници во управниот одбор, каде што на пример оваа афера која е илустрација за состојбите во етиката воопшто не се објавува. Конкретниот медиум не е член. Така. Значи за конкретниот медиум е јавниот сервис. Да речеме. Не, конкретниот не, ќе дојдеме до тоа. Јавниот сервис кој смета дека ова воопшто не е тема. За необјавен текст ние не можеме да заземеме страна. Значи не можеме, тоа може ЗНМ. Не реков реков за случајот. Момент, значи ЗНМ е одговорна за општите состојби во новинарството. Советот за етика реагира на конкретна повреда во конкретен медиум, на конкретен датум, во конкретна минутажа на телевизија или на конкретна страница во весник. Значи ако воопшто не е објавен, значи вие не бисте се бавеле со овој случај. Не би се бавеле како го третираат. Значи ако веќе е објавен, а таму е објавен на начин кој што ги повредува етичките правила, тогаш би зазеле став. А да го доведеме под знак прашање фактот дека воопшто не е објавен, тоа не е наша работа. Значи ако ни објава текст за случајот или прилог, а тој е контра професионалните стандарди, тогаш апсолутно дека ќе се бавиме со тоа. Меѓутоа ако воопшто не најдат за сходно да информираат за тоа зборува за нивниот кредибилитет. Кој формираше вас? Нас не формираше, значи тоа беше иницијатива која што произлезе од ЗНМ. 3 години траа дискусиите дека неопходно е формирање на вакво тело како начин и како порака, значи како една сила која што ќе се јави како контратежа во општеството за да може да одговори на предизвиците што ги носи самиот овој бизнис со сите притисоци таму. Значи ЗНМ прати мејлови до сите медиуми во Македонија, буквално сите, и сите кои што беа заинтересирани си пратија свој представник на основачкото собрание што беше на 19 декември оваа година. При тоа таму имаше представници, некои 30 на луѓе беа се на се, и таму беа избрани овие тела всушност. И беше констатирана потребата од формирање на таа жалбена комисија која што допрва ќе ја правиме. Друго ми беше поентата која што учествуваат ли ЗНМ е таму, дали учествуваат други издруженија како МАН? Не, другите иако беа поканети, значи беа поканети, не прифатија. Сега тие колку медиуми се пријавија да учествуваат во ова? Ви кажав дека имаше 30 на представници, некои 20 на медиуми. Може ми точната бројка да ве кажам само. Внатре имате и представници на собственичките структури на медиумите. Што е тоа е разликата од Советот за честа на ЗНМ, зашто многумина не прашува што сега вие ќе правите, што со Советот на честа. Советот на честа на ЗНМ, неголемата болка таму беше што тој совет реагираше за поединечни новинари, значи за новинарот како индивидуа. Ние ќе реагираме за самиот медиум, значи нема да биде на столбен на срамот ставен новинарот, туку ќе биде целиот медиум. Зашто ако медиумот е член, предпоставуваме дека тој ги прифатил. Многу добро знаете дека главните прекашувања на етиката во Македонија доаѓаат од односот, некоректниот однос, непринципиелниот однос на собственичката структура кон новинарите и новинарството воопшто и новинарската етика. Како да очекувате дека бизнис и политичките центри на моќ има пријава за медиум, за текст во медиум, чиј представник на собственичката структура е во управниот одбор, и по чиј налог е дојдено до прекршување на етиката, дека ќе се согласи дека е прекршена етиката? Јас не се предпоставам, туку очекувам дека собствениците кои што изјавиле интерес, кои што претходно дале налогот да видете, дел од собствениците не се дел од ова здружение. Добро. Значи предпоставувам дека секој оној кој што пројавил интерес да биде дел од оваа наша организација, дека решил да се издигне на своите тесни лични какви да се интереси во служба на новинарството и на професионалните стандарди. Јас тоа го кажав и на состанокот единствен досега, значи сме немале седница се уште, дека го кажав на новинарите кои што беа таму. И ми реков дека целиот багаж од редакциите кои што тие си го носат треба да остане зад вратите на нашата канцеларија. Значи кога тие седнуваат на нашата маса, очекуваме сите кои што сме таму дека седнуваме како вистински професионалци кои што добро знаат што е кодексот е впрочем. Вие конкретно што ќе правите, вашиот сопственик и претседател на политичка партија? Нашиот сопственик е претседател на политичка партија, меѓутоа не е функционер. А законот налага, значи нашиот сопственик уште пред да стане функционер воопшто, значи не е пратеник, не е министер, ништо. Зборувам за нашиот сопственик беше доблесен за разлика од други сопственици да се поднесе оставка од позицијата главен одговорен уредник. Така да не знам како тоа ќе се развива, значи таа партија се уште не излегла на избори. Да. Кои се санкциите доколку се утврди дека е повредена етиката? Санкциите се морални, значи нема некои парични санкции, меѓутоа самата суштина нова е да самата фела си ги исфрли
или ги грцборе, меѓутоа ги жигоса новинарите кои што се ставени во служба на сечи и други интереси, освен на новинарските. Сега доколку некоја телевизија направи прилог и објави во вести прилог кој што е контра интересите на новинарството, не професионален, или некој медиум, некој вестник објави текст таков, должен, а е членка на нашата организација, должен е на истиот третман, значи во истата минутажа, на истата страница, да објави извинувања и да каже дека ги прекршил доколку е членка доколку е членка. Да. Доколку не е, значи јас сега тие дискусии траат се уште во моментов. Јас сметам дека е потребно да ние да разгледуваме случаи на медиуми кои што не се членки, зашто претпоставувам дека и таму ќе има случаи на кршење на новинарската етика. Така да ќе видиме санкциите за нив, не можеме ние да ги, ако не се членки, не можеме да ги обврзаме нешто да направат, ама сите другите медиуми ќе објават. Сите од канал 5 не се членки. Не се, иако имам информација од последната седмица, од ЗНМ информира дека наводно пројавиле интерес да станат членки. До ден денешен ние немаме добиено писмено барање или официјално барање за да се дачнат. Ако го добиеме, ќе го разгледаме. Би било убаво, значи тоа сакам да го порачам дека ние сакаме, не ќе да направиме поделба на новини. Значи во Црна Гора има случај кога има два вакви совети. Едниот е на владините, едниот е на невладините организации. Ние сега идејата е да видиме кои новинари се новинари, кои новинари тука навистина работат за професијата, а не се не знам, не се дел од некакви картелски други организации. Тие што учествуваат во телата на Советот за етика. Како мислите? За нив зборувате? Не зборувам за сите, значи сите новинари кои што сметаат дека работат согласно професионалните стандарди или дека треба да се работи, сакаат да ги подобрат состојбите кои што се очајни, се согласуваме во оваа држава, тогаш треба, значи да пројават интерес. И ние мислиме дека сите во нормалните држави како е, сите новинарски здруженија, колку и да ги има, се членови на ова тело. Затоа ова тело е над новинарските здруженија. Значи ова тело е тело на фелата. Ме разбирате, и сега ние да ги привлечете кога постои сомнеш кој неред кој објективно има врз објективни некои критериуми основа, за тоа дека имате во телата на Советот за етика луѓе кои учествуваат во кршењето на етиката. Ама може да новинари. Имаме и вон, така? Добро. Не само во, имаме и вон. Луѓе кои што предпоставка е дека за етиката треба да се грижат оние кои индивидуално се истакнале така како чувари на како Имате вие проблем со некоја конкретно име? Па не, јас чисто прашувам онака. Не, затоа што тезата ви се базира на некаква, како да кажам, на некој страф од евентуална грешка. Ако знам дека доаѓаат луѓе од медиуми кои работат по директива на шефови на кабинет, така? Зборувам за јавниот сервис. Така? За медиум кој, на пример, преќутува една афера која тресе државава деновиве. Тоа е уредник во тој медиум. Како да очекувам од таков новинар да се грижи за етиката во новинарството? Повторно, значи тука јавниот сервис е представен од личност. Личноста која што го представува јавниот сервис, очекуваме дека многу добро знае кои се професионалните стандарди. Таа иста личност на колегиумот на тој медиум сметала, оценила дека вие секогаш ќе можете да поднесете представка. Повторно, доколку не се согласувате со некоја одлука, со постапување или со непостапување на управниот одбор. Зошто не ни дадете шанса? Дајте ни шанса да пробаме. Ако имате вие проблем понатака, знаете, многу е лесно од оваа позиција да преудицирате што може да се случи. Значи, дајте шанса, нека биде една представка, да добиеме првата представка, да се формираме како што треба. Дали мислите дека имаше доволно јавна расправа околу целава работа? И за да се состаде тело, така, околу кое нема да има дилеми. 3 години имаше јавна расправа, вклучително со гости, од странство, со професори, со формирањето. 3 години се обидуваме да го формираме ова тело. Значи, доаѓа председатели на вакви тела од Косово, од Босна и Херцеговина, се патуваше во Норвешка, се зема искуство од регионот, искуство од Европа. 3 години се организираат тркалезни маси. Амбасадорот и вон на Британија. Сите амбасадори беа вклучени во ова. Апсолутно дека имаше. Креирањето на телото, изборот на членови во телото. Многу беше јавно. Сите што пројавија интерес беа инволвирани да бидат дали како членови, дали како заменити членови во дел од овие тела. Доколку нивниот интерес бил премногу мал за да бидат тука, а сега им се зголемил откако гледаат каква организација ова е и колку позитивно ќе може да влијае на професионалните стандарди во Македонија, секако дека се добредојдени. Сите до еден. Значи тоа е порадата. Членовите се избрани, вие сте предлог на ЗНМ, но другите членови како представник на пример на јавниот сервис,
е по препорака на јавниот сервис. По искуство на во светот, затоа што секаде јавниот или сервис е некој присутен. кој се пројавил со својот интегритет Не, индивидуално. секој кој што е секаде во светот има представник на јавниот сервис во ваквото тело. Добро, еве за било кој друг медиум, за сопствениците, еве, сопственичката структура. Сите структури одделно си имаа период, мислам дека беа 10 дена, во кој што тие меѓусебно требаше да се договорат кој представник, на пример Ивана Костовска е нели представник, мој заменик и представник од порталите. Порталите претходно имаа дискусија и во рамките на таа дискусија интерна он ја избра и ја предложи Ивана Костовска која потоа стана член. Значи, да, колку траеше таа дискусија? Од 10 дена, значи една недела мислам дека беше точно, толку има да изберат. Значи има предлог на ЗНМ, ви кажав, има предлог на исто така и регионалните медиуми. Регионалните медиуми од цела Македонија. Кога почнувате работите? Кога ќе се формира жалбената комисија, тоа е од прилика за 2 недели од сега. И после колку време, 2 заредени, тоа значи за 2 недели можат граѓаните да почнат да поднесуваат представки? Значи веднаш што ние ќе имаме своевидно соопштение до јавноста, ќе ги информираме граѓаните кога е телото формирано и од кога е оперативно и кога ќе може веќе да почне со полн капацитет да работи. Како председателка сега ме интересира вашата лична оценка што се случува со етиката во новинарството во овој момент? Јас ќе кажам само дека дискусијата во Македонија е погрешно насочена кон независно новинарство и проблемот кој што навидум се има со тоа. Ние немаме проблем со зависно новинарство, ние имаме проблем со непрофесионално новинарство пред се. Значи во Македонија одамна се изгуби поентата на дискусијата дали одреден медиум е про или анти одредена владина политика, одреден бизнис центар на моќ и слично. Значи ние немаме проблем со заземање став на медиумите веќе. Значи таман работа да имаме, во ред да има секакви ставови, про контра да има дебата како што доликуване на современа демократија. Ние имаме проблем со непочитување на професионалните стандарди. Проблемите се јавуваат во облик на добро познатите: говор на омраза, линчување на луѓето, непочитување на правото на втората страна да го каже своето мислење. Значи сите оние аномалии кои што се карактеристични за државата, што впрочем се гледа во сите извештаи на релевантните меѓународни организации. Македонија паѓа на сите извештаи, вклучувајќи го оној на Европската унија и на Стейт департментот. Значи ние не зборуваме за некоја апстрактна состојба, зборуваме за конкретна состојба во која што впечатокот е дека новинарството на некој начин стана киднапирано од луѓе, поединци кои што се представуваат себе си за новинари и притоа го користат за одскочна даска, како одскочна даска во својата понатамошна кариера. Или за бизнис правење. Значи одскочна даска за да се занимава со својата вистинска желба за работа. Значи не се новинари на крај на денот. Токму затоа сите кои што сметаат дека професионалните стандарди и редно време да ги практицираме, па луѓе не треба да не учи нас Европска унија како да, значи извинете, меѓутоа мене и на многумина не навредуваат тие извештаи во кои што Македонија е представена како држава во која што новинарите се ставаат во еден кош и дека новинарите не знаат да пишуваат текст. Значи да покажеме дека ние знаеме да пишуваме текст, дека добро знаеме кои стандарди важат во светот и дека сме подготвени сами да се регулираме. Нас не ни треба владата да ни носи закон за да не регулира. Ако потреба Ќе реагирате ли во ситуации кога на пример медиумот кој е должен согласно етичките стандарди да обезбеди втората страна? Така. Согласувам. Да. Втората страна во многу случаи, тоа е проблем на Нова, верувам и на многу други медиуми, во многу случаи втората страна се институциите кои со закон би требало да бидат транспарентни и да постојативна транспарентност и да го дадат твојот став. Така. Она што за жал со еден целосно игнорантски однос, не овозможувајќи ги потребните информации, изјави, учество во дебати, институциите се тие кои известни медиуми по нивни избор, така наречена црна листа, не ги играат, представувајќи ги го јавноста како еднострани. Ваше како новинар. И сега прашањето е, наше како новинар да побараме и да кажеме дека сте побарале. Но тоа не значи дали вие ќе имате можност да извршите притисок врз владата за да ја укажете на тоа дека институциите се должни да одговорат на барањата на новинарите. Значи ние во сите наши јавни настапи. И дека тоа може да биде една од клучните
клучните услови за да може некаква етика да профункционира. Така е. Како што ова тело, Да. значи произлегува од потребата за зголемување на новинарскиот квалитет. И ние покажуваме како фела дека сакаме да се издигнеме над овие состојби во насока на демократизација, европеизација и така натака на државата. Очекуваме институциите крајно да разберат дека не е обврска на новинарот секогаш да се јавува и да бара информации, туку активната транспарентност што ја споменав, што е карактеристика за секоја нормална демократија, треба да ја практицираат постојано. Значи како институција Тоа да е во идеални прилики, но не може ли на пример некогаш да пратеник од владачкото мнозинство да дојде да учествува на дебата и да ги спротивстави ставовите со некој друг пратеник со друга идеолошка не знам, определен. Тоа би било нели идеална ситуација. Значи ние за да може етиката да биде. Значи ние работиме заедно. Затоа сакав да споменам приеска, затоа што имаше коментари, ги прочитав по социјалните мрежи. Сега дали ова тело ќе биде над ЗНМ, под ЗНМ, во каква корелација со ЗНМ, не е поентата да сме ниту над, ниту под. Поентата е заедно усогласено да работиме во насока на извршување притисок кон институциите, кон државата, кон системот. Ние, за разлика од ЗНМ, ги инкорпорираме сопствениците, за кои што пак ќе речам, очекуваме да бидат свесни за моќта на кажаниот збор, за одговорноста на еден медиум. Пораката до сопствениците е дека многу е јасно, оти да си собственик на фабрика за чевли и собственик на медиум во едно општество не е исто. Одговорноста тука е огромна. И ние да прашам за совет да искористам прилика и јавно да ме прашам за совет. Нова, на пример, објавува информација, баре информација од другата страна, условно да речеме Илија Димовски или кој е таму одговорен за комуникации и нема став, го пишуваме дека сме барале дека нема даден став. И Илија Димовски праќа представка до Советот за етика дека ние не сме имале став од ВМРО ДПМН. Не може да реагира затоа што бил побаран. Значи ние треба чуваме материјален доказ дека бил побаран. Како материјален доказ? Не знам, телефон, порака? како? Да, порака, не знам што. Треба ли да имаме материјален доказ? Апсолутно дека ќе имате, како значи таа Може представка. да немаме, може сме го барали на телефон и рекол не. Зборувате за некоја хипотетичка, за некоја хипотетичка ситуација, за практична ситуација која што предпоставувам прво, не знам како до сега било случај, дали некогаш човек побаран за изјава, кој не дал изјава, потоа се бунел. Окај претпоставка е, ние во овие години наидовме на многу апсурдни ситуации. Да, меѓутоа, да дениот апсурд, затоа што видите, премногу се зборувате за ситуација која оди до крајен апсурд. Во ситуација на крајен абсурд. Воопшто не оди. Имаше многу покрајни апсурди, ако сакате, ако е тоа крајниот. За конкретниот пример. Ова е сепак крајен апсурд. Ако мене, како јас сум портпарол на партија, вие ме побарате за изјава. И јас не сакам да ви искоментирам ништо и немам коментар при тоа. Значи немам коментар е став. Да. А ако воопшто не ви крене, не ви крене телефона, потоа се буни, зашто воопшто нема на него. Таква ситуација до сега не сум слушнала. Ако има, ќе реагираме и ќе разгледаме дадената ситуација. Значи, не можете вие од денешна перспектива. Ми требаат ли материјални докази? За секој случај прашувам да се консултирам јавно. Не предпоставувам дека повторно зборуваме за една африканска или африканско ниво на репортери без граници ние сме на 116-то место, прилично африкански. Меѓутоа затоа ви велам дека ова тело, поентата на ова тело е да се издигнеме на тие состојби. Ајде како што ни давате шанса на нас како новинари, ајде да им дадеме шанса првенствено на сопствениците кои што се внатре, а понатака и на институциите да видиме како ќе реагираат. Задоволство, само еве практични совети колку да можеме да. Тоа беше поентата. Кога ќе имате или ако имате веќе таква некоја конкретна ситуација, ќе ја кажете, ние ќе разгледаме. Значи јас сакам повторно да апелирам до сите инволвирани на некој начин во јавниот дискурс и јавната дискусија која што имаме за подобрување на општите состојби во државата, дека треба да се свесни конечно за својата одговорност што ја имаат. Значи доколку премногу наивно ви звучи ова што јас го зборувам, предпоставувам дека ви звучи, тогаш пак ќе кажам. Значи, нема разбирање, јас го поздравувам формирањето на овој, ако сакате лично, еве и ова и од моје лично име. Ни значи што го благодарам и поканети сте да се пријавите на комисијата. Секако, значи јас сум новинар, да се разбереме. Многу добро ја разбирам вашата позиција и вашите прашања. Сакам да кажам дека клучот е сега да се подобри ситуацијата, ако се согласиме сите. При тоа пак ќе кажам, со поддршка на релевантни меѓународни извештаи, дека состојбите не се розови, или се далеку од розови, или се африкански, ако сакате да кажете. Тогаш треба нешто да се направи. Па доволно беше 24 години во оваа држава новинарите да чекаат подобрувањето да падне од небо или да чекаме, што е апсурд, самите оние кои што вршат притисок да ни ги подобрат ситуациите преку закон, преку регулатива, преку било што. Рете ние самите да покажеме дека сме свесни. Тоа беше прашањето, дали тие што вршат притисок ќе функционираат во Советот за етика како ќе на начин
кој ќе биде во корис на етиката, а не во корис на оние кои ја кршат етиката. Редно Тоа време е дилемата во која се сите- појавува и така која е, ќе така признаете е. е легитимна. Легитимна, апсолутно. Добре. Значи во секој одбор, во секој дел од нашето тело има, како што кажавме, шаренолика, има различни медиуми, секој ќе има можност да се ја каже својата вистина, притоа аргументи. Знаете што? Ова не е, како да кажам, не е поезија. Па ние можеме да ја толкуваме вака или онака, па имаме тука простор за компарации, персонификации, што и да. Ова е математика. Значи кодексот си има членови. Ние добро знаеме етички кодекс на новинари што предполага. Ако во даден текст е прекршен некој професионален стандард, тоа се гледа од небо. Значи вие Говорот можете- на омраза дали ќе го третирате? Апсолутно да. Значи говорот на омраза Говорот е на омраза на новинари на социјални мрежи? апсолутно, ако има представка, апсолутно да. тоа ме Секако. интересираше. Секако ми социјалните мрежи се медиум. Ви благодарам, честитки уште еднаш. Благодарам и на вас на поканата.